Цивил медија. 17 септември 2019 година. Вест на денот. Поднесено барање за укинување на притворот на Јанева. Одбраната очекува одлука до петок. Барањето за укинување на мерката притвор за поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева е доставено до судот и очекуваме до петок, кога истекува 30-дневната мерка притвор, да има одлука, потврди денеска за Мија нејзината адвокатка Ирена Фрчковска. Таа посочи дека бараат Катица Јанева да се брани од слобода, зашто предложиле и други мерки за обезбедување, како и гаранција во недвижен имот. Тимот на СЈО разрешен, предметите во рацете на Јовески. Тимот на специјалното јавно обвинителство е разрешен и обвинителите се враќаат во матичните основни јавни обвинителства, а нивните предмети сега ја чекаат одлуката на државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Јанева во анкетниот лист антикорупцијска пријавила дека купила половно возило. Председателката на антикорупцијска, Билјана Ивановска, изјави дека тие не водат случај за Јанева. Случајот е во обвинителството. Поранешната специјална обвинителка пријавила само една промена во анкетниот лист и тоа за купување половно возило. Јанева, но и други обвинители од СЈО најдосна за 30 дена по разрешувањето или престанокот на мандатот треба да поднесат анкетен лист за промена на имотната состојба. Флеш вести. Антикорупцијската комисија ќе побара од службата за општи и заеднички работи на владата да го раскине договорот за закуп на просториите на поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов и да му додели канцеларии во државна сопственост, јавува Мија. Северна Македонија си ја врши работата и сега е ред на лидерите на Европската унија да го завршат своето, порача председател на Европскиот совет Доналд Туск на заедничката пресконференција во владата со премиерот Зоран Заев. Председателот Стево Пендаровски денеска се сретна со представници на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија. Собранието на Република Северна Македонија ја информира јавноста дека се формираше иницијатива за една изборна единица во која се вклучија 12 пратеници од 10 партии и еден независен пратеник. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески ги овласти до вчерашните обвинители во СЈО Фатиме Фетај и Гаврил Бубевски и натаму да го застапуваат предметот Монструм, потврдија за Мија. Цивилни активности. Цивил организира конференција за изборни реформи, перспективите на македонските избори во Континентал Кристална сала на 25 септември со почеток во 12 часот. Цивил започнува со новата серија на регионални семинари, а во тек е и пријавувањето на заинтересираните за првиот што ќе се одржи во Штип. Семинарот носи наслов Граѓански објектив, граѓанките и граѓаните учествуваат, набљудуваат и известуваат. Цивил одржа инфоштанд во 11 часот кај кафулето Гарсон во центарот на Скопје, посветен на промоција на зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот. Мисла, здравството, социјална или бизнис категорија. Не е тајна дека во фармацијата постои мафија, почнувајќи од Светската здравствена организација, па се до поделните земји. Крајно време е фармацијата во нашата земја дефинитивно да се стави во функција на интересите на граѓаните, а не на бизнис интересите на газдите на компаниите. Тоа може да се постигне со пропишување на максимална маржа за лековите и за помошните медицински средства и со транспарентни тендери за нивната набавка, пишува Коста Стојменовски. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.